My name is Sweetie. Се викам Суити. I'm 10 years old. Имам 10 години. I live Од in the Филипините Philippines. сум. Секој ден седам пред веб камерата и зборувам со мажи. Мажите бараат да се соблечам. И тие се голи. Тие се допираат самите. Бараат и јас да се допирам. Штом сум пред камерата, тие доаѓаат кај мене. 10, 100, на секој час толку многу. Но тоа што не го знаате дека јас не сум вистинска. Јас сум компјутерски робот, направена парча по парча, за да ги ловам таквите. 750.000 педофили беа уловени преку Суити, виртуелното девојче, креирано од белгиски невладини организации за заштита на човековите права. Со помош на Суити пред 4 години, полицијата идентификува педофили во 65 земји, а нивните податоци беа доставени до Интерпол. Од земјите од регионот беа фатени двајца педофили од Хрватска и двајца од Босна. Но дека Суити не е само филм, туку сурова реалност од нашето секојдневие не потсети последниот грозоморен случај во Пробиштип, минатата недела, кога 11-годишно девојче беше жртва на 25-годишен педофил. Се запознале на Фејсбук, размениле телефони, му била и на гости во неговиот стан, ја фотографирал гола, ја силувал, а потоа ја уценувал дека сликите ќе ги објави ако престане да се гледа со него. Таткото на девојчето фотографиите случајно ги нашол во нејзиниот телефон, па педофилот заврши во притвор. Со кого комуницираат вашите деца на социјалните мрежи? Знаете ли дали вашето дете е подготвено да се сретне во живо со непознат човек, кого ќе го запознае преку Фејсбук? Од првата детска амбасада во светот меѓаши апелираат за будност на родителите. Ова е случај кога несомнено, тоест очигледно, педофилскиот интерес на педофилот прераснал во педофилско расстройство и за жал ова сексуална злоупотреба на дете под 14 години не може поинаку да се третира освен тешко кривично дело каде што на овој сторител треба да му се досуди највисоката можна казна. А за сите родители треба да биде опомена и мобилизација да сепак остваруваат родителска контрола, како го користат детето интернетот, да не западнат во мрежата на педофилите, затоа што децата на таа возраст навистина пројавуваат интерес, имаат потреба за внимание. Очигледно тој успеал да го добие вниманието на девојчето и успеал дури и да ја фотографира и да ја уценува. Значи, еден би рекол перфиден однос на педофил кој многу добро знае како да ја добие довербата на девојчето, да ја злоставува, злоупотреби и потоа да и се осветува. Морам да кажам дека современите комуникацијски системи се полезни за децата да учат, да знаат, да стекнуваат вештини и знаења, но мора да се внимава како се користат, затоа што педофилите знаат да добијат и лажен идентитет, да се представат дека се на нивна возраст, да дури организираат состаноци на одредено место каде што девојчето ќе биде охрабрено да се сретне, а потоа да бидат киднапирани, грабнати и силувани. Македонската полиција има застрашувачки бројки за сексуална злоупотреба на деца помали од 14 години. Според извештајот на Бирото за јавна безбедност во 2016 за делата полов напад врз дете кое не наполнило 14 години, пријавени се 30 кривични дела. Во 2015 година кога биле пријавени 40 кривични дела. Прикажување на порнографски материјал на дете бележи двојно зголемување лани, односно пријавени се 8 случаја, додека во 2015 само 3. Во периодот од јануари до септември годинава полицијата детектирала 23 кривични дела поврзани со педофилија, а осомничени се 24 лица. Најголем број од нив извршиле полов напад на дете помало од 14 години. Децата се оттуѓени, осамени, многу често поради тоа што нема недостаток на комуникација, внимание и во семејството, и во училиштето, и со своите другарчиња. Лесно се прелажуваат да влезат во еден виртуелна комуникација со непознато лице кое ќе им го посвети целото внимание кое го имаат децата и на тој начин, како што нагласив, ќе ја злоупотреба довербата која детето ја дало. Морам да нагласам дека навистина ова се типични примери каде што педофилот не само што го ја стекнал довербата, туку ја уценува детето жртва и за среќа во овој случај таткото открил во телефонот на девојчето каква содржина има, каква фотографија и се охрабрил. И навистина е вредно за почит и ги охрабрувам сите родители
и деца да не молчат за насилството, затоа што само на тој начин може да ја стесниме мрежата на педофилските злоставувачи кои ги користат сите форми на злоставување, злоупотреби и силување на деца, вклучувајќи го и интернетот. Децата мора на првите симптоми на несоодветно однесување, комуникација со непознат, независно дали знаат дали е возрастен или не, да дојават на своите најблиски на кои имаат доверба, па дури и може да дојават до оделението за компјутерски криминал при Министерството за внатрешни работи или да се јават на SOS телефонот за деца и млади при првата детска амбасада во светот Мегеши, затоа што имаат потреба некој да ги слушне за сомнежот кој го има децата за комуникацијата која стварува педофилот преку интернет и преку социјалните мрежи. Мегеши изминатиот период вложи големи заложби за зголемување на казните за педофилите и покрај противењето на некои невладини организации и самопрогласени борци за човекови права. Знаеме дека не може секогаш со санкции да се решаваат превентивно рецидивизмот и повторништвото. Но некогаш кога немаме соодветни мерки за превенција на рецидивизам и повторништво, кога децата се жртви на сексуалните состорници, педофили, мислиме дека високите казни затвор од 14 години нагоре се навистина превенција, ако ништо друго во тој временски период тој педофил ќе биде на одредено место сместен. За жал нема таму когнитивни бихевиорални начини за соодветен третман, додека педофилот е во затвор заедно со медикаментна фармаколошката терапија, за да може да се ресоциализира и да не го повтори делото. Во голем број случаи тие се повторници. И затоа сметаме дека медикаментно фармаколошката терапија, така наречена хемиска кастрација, хумана мерка, од многу едноставен аспект, што борците за човекови права не ни даваат посоодветни механизми кои тие ќе ги понудат за да нема дете следно жртва. Од друга страна, педофилот ќе биде несигурно, ќе ја прима оваа терапија и нема да го повтори делото, затоа што првата детска амбасада се беше строго бара за секој повторништво доживотна казна. Според податоците на Американското федерално истражно биро, во светот има над 40.000 јавни форуми на кои педофилите го поминуваат времето и ги бараат своите жртви. Содржините кои децата ги гледаат на интернет треба да бидат по нивни избор, но родителите мора да контролираат и да знаат што нивното дете работи на лаптопот, компјутерот, таблетот или мобилниот телефон. Детето не треба да се ограничува, но мора да се научи на здрави и полезни примери како да го користи интернетот и модерната технологија. Ако не сте сигурни како треба да постапите, обратете им се на оние кои ќе ви помогнат да осознаете повеќе и подобро да го заштитите своето дете.